Стасав најбргу што можам. Што е работата? Зошто сте толку насекирени? Имаме проблем што не можеме сами да го решиме. Ни треба помош. На час бевме внимателни, дома учевме, ама не ни оди со домашната задача никако да ја завршиме. Значи имате проблем со домашната задача? Да. Треба да научиме што е басна. Треба да раскажеме една басна. И да кажеме која е пуката од таа басна. Вие знаете што е басна. Басна е кратка епска творба со поучна содржина. Во која особините и однесувањата на луѓето се представени преку ликовите на животните. А научивте некоја басна да раскажувате? Лисицата и јарецот. Ве слушам. Си била една лисица. Еден ден, сакајќи да се напие вода, невнимателно се наведнала над еден бунар и пропаднала во бунарот. Кога помислила дека никогаш нема да успее да излезе од длабокиот бунар, го слушнала гласот на јарецот. Лисица, многу сум жеден. Вкусна ли е водата? Да слезам ли долу да се напијам? Повкусна вода не сум пиела во животот, брзо му одговорила итрата лисица. Јарецот слегол долу, се напил од водата и тогаш почнал да се врти лево, десно. Леле, што ќе правиме сега? Како ќе излеземе од бунаров? Без кајле, јас ќе ти кажам, рекла лисицата. Ајде, потпри ги предните нозе над зидот од бунарот. Високо крени ја главата и потпри ги роговите. Јас ќе се искачам по твојот грб горе, а потоа ќе те извлечам и тебе. Јарецот послушал и лисицата за час стигнала горе. Подскокнувајќи, почнала да му се посмева на јарецот, а тој нервозно и викнал. Нели ќе ме извлечеше и мене од овде? Зошто не си го исполни ветувањето, лажлива проклетнице? Ево, јарецо, да имаше памет колку што имаш влакна на брадата, ти никогаш не би слегол во бунарот пред добро да размислиш како ќе излезеш од него. Одговорила лисицата и си заминала. Многу поучна приказна, многу. Хајде да, кажи ни која е поуката од оваа басна. Пишувај. Немој никогаш да започнуваш или преземаш нешто без претходно да процениш и предвидиш какви се последиците за тоа. Немој никогаш ништо да кажуваш од што подоцна можеш да се засрамиш и не прави никогаш ништо од што подоцна можеш да се каеш. И уште нешто. Доколку самите не сме способни да процениме, ќе ги прашаме поумните од нас и советот кој што ќе ни го дадат, ќе го послушаме. Запишавме. И запомнивме.